На сосема друга тема ќе продолжиме, ќе разговараме за една професија која што не знам колку сте запознаени со истата, со тежината на истата, со убавината на истата и со предизвиците кои што ги носи. Моден критичар, моден новинар. Што е да се биде Анастасија Богдановска е заедно со мене единствениот македонски акредитиран моден новинар. Добро утро официјално. Добро најдов, фала ви на поканата, фала ви што оставуваме простор на една ваква тема. Се надевам дека ќе ги заинтригираме и ќе го задржиме вниманието на вашите гледачи. Јас се надевам, дадов малку акцент на професијата, поради тоа што не знам колку мина се запознаени од една страна на убавината, на тешкотијата, на предизвиците секојдневни што ги носи. Како започневе вашата кариера како моден новинар? Па интересно е, да, тоа како профил кај нас, да речеме и дека не постои, затоа што нели медиумски сме ние малку да. Малку сме сега осиромашени од тој аспект, малку од аспект на култура, од аспект на се што представува естетски или забавен карактер, малку сме лимитирани. Меѓутоа нормално интересите, нели кога тоа тлее во вас не може да се избегне и покрај тоа што нели мене животот јас фатив една поинаква насока во животот претходно, тоа што цел живот сум порасната покрај нели моите родители кои што биле дел од модата и нели фактички биле некакви основоположници на модната сцена кај нас. Ете мораше тоа да излезе некако од мене и нели се најдов во еден од модните светски центри, да кога бев таму мораше нешто да се направи, да се искуси сето тоа и се пронедов во еден таков профил, наречен моден новинар. Сега да, се бориме со тоа да нешто представиме овде во Македонија некако да тоа да би функционирало, но како нели нешто што јас сум, тоа си останува. Вие сте единствениот македонски акредитиран моден новинар на настани од глобални настани кои што диктираат модата во светот. Познатите Париска модна недела, Миланската модна недела. Ги споменуваат и други, но некако фокусот е на нив. Што значи прво да се биде акредитиран моден новинар? И како ја добивте таа акредитација? Кој е патот до тоа да ја добиете акредитација? Па во тој еден момент кога постоеше една модна емисија нели кај нас, имаше простор да се фактички да се репортира нели од таму. Јас се најдов во Милано и се обидов да нели сега во тие времиња тоа се случуваше пред 14 години и некако размислувате дали од Македонија би биле препознаени, сето тоа требаше да се оправда навистина. Но желбата преовлада и го склопивме тој материјал за да се представиме што всушност ние правиме тука и како нели представуваме модата во Македонија како нели единствена модна емисија. Тогаш пак имаше некаква тежина и го препознаа тоа, мислам беше материјал кој што требаше да се подготви. Тоа не беше туку така дека па добро, ајде повелете, дојдете влезете си на модни. Тоа со сигурност не е така, со сигурност не е така, требаше да го оправдате присуството и еве години после тоа останувате единствениот македонски моден новинар кој што е акредитиран да присуствува на овие настани. Присуствувавте, сега се вративте, последната беше во Милано, така? Во Милано, да. Како изгледа еден ваш ден таму? Како изгледа да се биде новинар на модна недела во Милано? Па, модните недели таму се многу поинакви отколку тоа што ние сме навикнати тука да го гледаме, нели, кај нас како сето тоа функционира, како вечерни настани. Таму тоа е се многу кондензирано и во една недела или нели во одредени изданија и во дури само 3 или 4 дена се случува се толку интензивно, се случуваат над 100-150 настани, со тоа што има нели ревиите започнуваат уште во 8 часот наутро, траа до 8-9 часот навечер, Како успевате се да посетите? Од една до друга локација се трча да се стигне, како изгледа? Да, како акредитирани новинари имаме превоз кој што не носи буквално од една до друга ревија, меѓутоа се трча. Буквално се трча, да, и ако се нели само што завршува една ревија, се излегува и се трча веднаш да се фати превозот за да се стигне на следната, бидејќи некогаш се на половина час, на еден час. Дополнително има и презентации кои што се како минимумни реви или нели презентации како во нивни продажни простори, каде што ја презентираат колекцијата на еден малку поинаков начин.
Така што има, значи во еден ден минимум 10 настани се стигнува, меѓутоа нели дополнително сите тие дружби, разговори, размени кои што се случуваат, одзимаат време. Да, добро е дополнителен влог во вас и во се она што планирате понатаму да го правите, да вложувате во светот на модата. Особено ме радува тоа што ќе се обидете на некаков начин и кај нас повторно да ја возобновите. И се надевам дека еве како помлада генерација се надевам дека ќе успеете во тоа. Па тоа е всушност поентата. Не ни е поентата само да се прошетаме. Добро во ред, сега сите можеме да се прошетаме, тоа е убаво се поинакви се времињата, да се отворија малце границите и сакаме нели да посетуваме такви убави градови и да гледаме убави гледки. Меѓутоа не е само тоа, значи целата поента е кога нешто се прави во животот, нешто од тоа да се пренесе и да се остави. Така што да, работиме на тоа да направиме една платформа овде, која што ќе ги собере сите наши таленти со цел да не се распрскуваат повеќе надвор, затоа што таму мора да се наоѓаат среќата, затоа што немало можност тука. Па ете да се обидеме и нешто тука да направиме, да ги задржиме и да инвестираме фактички во државата и во тоа што значи наша македонска мода. Се надевам дека ќе успеете во тоа. Секогаш е интересно она што се случува зад сцената, кое што нема можност да го видиме, а сега велите имаме многу поголема достапност и преку социјалните мрежи и познатите личности се присутни на повеќето реви, така што можеме да видиме горе долу што ќе има оваа сезона, но највпечатлив ваш момент кој што сакате да го споделите, дали е за сцената, дали е на сцената? Има доста што е многу интересно дека кога се случуваат тие моменти не сте свесни. Но потоа нели се освестувате од како ќе помине време колку тоа всушност имало некаква важност. Една од работите кои сега ми се доста драги е тоа што имав можност на еден од последните поклони, например, на големиот дизајнер Джорджо Армани да присуствувам. И тоа не само еднаш, туку два пати да ја гледам истата ревија, бидејќи неговите ревии се случуваат во две изданија едно по друго. Од објективни причини моравме после првата да станеме на втората ревија и навистина нели да моменти од такво значење навистина значат затоа што нели тоа се едни од најголемите имиња кои што дефинитивно оставаат трак светски и нели не само децениски, мислам веќе. А особено трак остава моментот ако имате можност да ги запознаете па и одблиску да видите за какви луѓе станува збор. Обично тие големите имиња се многу едноставни луѓе. Па да, интересно е дека на ревиите нели е таква гужва и многу е тешко да се допре да речеме до нив, но тоа што мене што ми е интересно е тоа што мене ми е проблем да ги препознам. Толку обично ми делуваат, да, до момент кога нели поминуваат пред мене Наоми Кембел и Кейт Мос и Наоми вика "Hey, where's Kate?" и јас во тој момент сваќам дека за неа станува збор, добро, тука е Наоми. Мислам, такви некои моменти, да, тие се реално обични луѓе. Иако нели целата таа фама постои, функционира околу нив, меѓутоа на крај се допира до нив. На тие дополнителни забави имаме и можност да размениме по некој збор или нели некое доживување, така што не е толку страшно. Или во бекстејдж после реви со манекените, како последните интервјуа кои што ги правевме со нив или со дизајнерите, што е многу важно. Значи да размениме зборови и со нели да потоа се препознаваме, што е едно за мене да речем важно доживување, ама ете. Па мислам дека за секого тоа би било таков еден момент. Добро, ајде Анастасија, кои трендови ќе доминираат есенва, зимава, што е она што остави впечаток на модната недела? Што го забележавме таму? Да. И кои бои ќе доминираат? Па интересно, една од друга работа беше што нели овој пат не бевме само на модната недела, туку отидовме и како модна делегација на настанот Milano Fashion and Jewels, кој што беше поддржан од италијанската амбасада тука во Македонија и од агенцијата за надворешна трговија ИЧЕ. И тие не поддржаат, значи препознаа дека можеби треба нешто нели да пренесеме тука кај нас и баш таму се зборуваше и за трендовите. Успеавме да видиме и модни ревии кои што се затворен карен, значи не се гледаат на социјалните мрежи, туку баш кажуваат што се диктира. Но интересни ми се мене комбинациите на боите кои што сега се, значи ако би можела некако да го дефинирам, би рекла дека се појавува пак некој нов ентузијазам во целото тоа. И ресите, значи како неизбежен момент, повеќе слоевитоста и
За жените што е многу интересно да се каже, мислам дека е тоа што некако добиваат на моќ, нели, тој момент на женски шарм, ајде да го наречеме вака утренски, не е веќе толку објективизиран, туку дава моќ на жените. Готово црвената боја ќе доминира, судивме. Да. Готово знаеме, нежните тонови ќе ги оставиме. Да. И се взима. Има, значи, карактерот излегува на површина, дефинитивно. Да. Како се однесуваат дизајнерите, како се однесуваат и моделите кон медиумите, кон новинарите? Дали тие им е важно тоа што ќе се пише за нив, што ќе се каже за нив, особено за дизајнерите кои што ја лансираат новата колекција? Важно е, секако дека е важно, но како што споменавме претходно, ова се веќе малку поинакви видоизменети времиња и поинаку се репортира. Мислам, постојат новинари кои што го имаат овој принцип и пристап кој што го имам и јас. Мене ме интересира фактички анализата на сето тоа што се случува, но се навикнавме некако социјалните мрежи да доминираат и таму да ги гледаме нештата. Инфлуенсерите, блогерите веројатно си го направија своето во делот на поголем предизвик кон одржливост на вашата професија. Па дигитализацијата генерално сега да се навикнавме на брзи информации и тоа е тоа што ни е важно и гледаме селектирано доста и да, инфлуенсерите, па и оние кои што се оние контент креатори кои што нели сега ги нарекуваат, гледаат, значи да ставаат акцент на тоа што би можело највеќе да фати око, да фати па и слух, нели? Меѓутоа така сублимирано, кратко и не потолку од една минута. Постои нешто што е малку повеќе подлабоко и што би требало да се анализира затоа што нели модата зборува за општеството и како општеството функционира. Затоа ги спомнав боите, малце се враќа некој момент на ентузијазам затоа што претходното издание беше доста нели со оние основни бои, основни форми, дури имаше нели ревијата на Прада каде што буквално беше, да не речеме обично, не сака ништо да кажат со целото тоа и тоа беше најгласно, нели, дека можеби нема повеќе што да се каже. Оваа сезона се вратија со полн ентузијазм. Добре, тоа не радува, можеби глобално тоа ќе се расшири глобално и во повеќе аспекти од општественото живење. Па суштината постои, суштината постои, значи не може да се избегне. Сега колку и како нели сакаме да навлеземе во тоа, постојат медиуми кои што нели тоа го пренесуваат и се обидуваме сега нели ние не сме инфлуенсери, не сме некои кои што малку подлабоко се обидуваат да навлеземе. Анастасија, каде оди модата според вас? Кон одржливост, технологија, комерцијалност? Сето тоа, сите тие три нели аспекти некако се важни дефинитивно и гледаме за тоа како модата дури она што се анализи е дека многу ќе падне финансиски заради тоа е комерцијализмот, меѓутоа технологијата не можеме да избегнеме. Се работи на нови материјали, се работи на нови начини и структурирање на тие материјали. Од една страна нели имаме гуми, нели кои што се од рециклирано потекло, меѓутоа изгледаат како кожа, изгледаат како пердови, на начинот на кој што се изведени. Значи технологијата секако има, но одржливоста е дефинитивно во фокусот. На пиедесталот, затоа што целиот свет натаму оди. Ние мораме да размислуваме каде сме и како ќе опстанеме повеќе од следната година, значи од следната сезона. И дефинитивно мора да се размислува на тоа. Миланската модна недела всушност дава многу голем акцент на тоа и на дизајнерите кои што нели работат интензивно на наоѓање на нови принципи на одржлива мода. Сакам да го заокружиме разговорот со едно ваше видување. Кои вредности се најважни за еден моден новинар? Дали објективноста, дали вкусот, дали културното познавање или дали можеби познавањето на историското развивање на модата? Многу интересно прашање и сум изненадана што воопшто нели некој би требало да го интересира тоа во овие времиња, како што реков, затоа што многу сме навикнати на брзото и на површинското. Иако сега социјалните мрежи знаат да ни понудат некои легендарни моменти од ревиите што се случувале и така да ги учиме нели историски што е, дефинитивно има многу подлабоко и важно е за некој кој што пренесува мода да знае за што зборува, за тоа што естетски, нели, вкусот можеме да зборуваме за вкусови, но вкусот како нешто што јас исто така гледам да го анализирам, има навистина позадина која што нели кажува многу и за општеството и за самата единка. Мора да сме свесни дека знаењето е моќ
дефинитивно. И мислам историски колку и како памети, историјата знае да ги толкува различно работите, меѓутоа да се работи на тоа сега во тоа информатичко дигитално општество, дигитални времиња, да ги селектираме информациите и да ги бараме информациите. Значи да не биде тоа само на површно впивање на убави слики, туку да сакаме да осознаеме малце повеќе за било што, не само за модата, меѓутоа и за модата дефинитивно. А кај нас, ако сакаме малку подлабоко да влеземе, има историја модата. Да. Има дефинитивно, не почнува се од последните... Од нашата генерација, апсолутно. Да, имало многу пред нас и се надевам дека токму и вие ќе го продолжите тој тек и ќе го возобновите во некој дел на повторно враќање на пиедесталот, ако некогаш била повторно да се врати, да. Па, мислам дека одредени генерации паметат дека во времето на Југославија модното производство фактички беше сконцентрирано во Македонија. Дозволивме малку тоа да ни се слизне од раце, меѓутоа важно е барем сега талентите да ги задржиме. И се обидуваме да работиме на таа една платформа за таленти, каде што ќе биде и дел ќе биде и тоа задржување на македонската историја на модата, затоа што тоа е некако се во едно. Обидот да се постави некаква современа историја со препознавање на талентите кои што ги имаме во моментот, бидејќи не почнува од тука, тоа треба една нишка да се стави во една целина. И токму тоа го работиме сега и го работиме, што е многу важно, со поддршка од важни авторитети, модни авторитети, токму во Италија. Благодарам, Анастасија. Благодарам за разговорот. Посакувам со лесно, со среќа и се гледаме, се разбира, во промовирање на се она што сте изработиле и ќе изработите тука кај нас. Благодарам на просторот и на разговорот и на интересните прашања.